Добар ден. Денеска се најдуваме во населба Точила, каде што се започнати реконструктивни активности. Пред неколку денови беше во посета министерот за спорт Борко Ристовски, кој што вети дека постои проект и ќе започне проект за реконструкција на постоечките спортски терени, односно едно одбојкарско игралиште, кошаркарско и фудбалско, кои што комплет ќе бидат реконструирани и плюс ќе биде изградена една фитнес зона. Со тоа го одржуваме зборот дека навистина Министерството за спорт посветува внимание во секоја општина да не само да реконструира, него младите да имаат катче каде што ќе можат и да се рекреираат и да прават активности од секој домен на спортот. Благодарност до владата и Министерството, каде што навистина секоја општина со свој предлог, проект може да ги збогати секоја населба да добие еден терен како што е овој. Повеќе теренчина се го прашање за колку ова е мулти... Па комплекс, мал комплекс. За колку практично игралишта станува спорт? Ги наброев, значи 3 спортски игралишта во овој мини комплекс. Рековме за одбојка, за кошарка и за фудбал, мал фудбал. Добар ден, да ви се заблагодарам за интересот. Како што спомна и градоначалникот, пред извесен период го имавме тука министерот за спорт, даде свое ветување дека ќе направи реконструкција на овој мини спортски комплекс во најголемата и најурбаната населба во Прилеп Точила. Еве денеска се наоѓаме токму на ова место каде што со интензитет се започнати градежните активности, реконструкција на 3 постоечки игралишта, одбојкарското, кошаркарското и игралиштето за мини фудбал. Во најава е изградба на фитнес центар кој што би се најдувал овде и полека ова катче кое што представуваше едно сериозно место за игра и спортски развој на жителите овде на оваа голема населба да добие една друга димензија. Понатаму продолжуваме со реконструкција и хортикултурно доуредување и заживување на ова место и навистина стане едно од најубавите места во кое што нашите граѓани, особено жителите на оваа населба, би уживале во следниот период. Во најава се и следно гостување на министерот за спорт, за официјално пуштање во употреба, тогаш и финансиската конструкција, колку сето ова ќе го чини министерството и низ ова сакам да ја пофалам и владата и Министерството за спорт, а и заложбите кои што сите министерства ги дадоа, а ние цело време зборувавме во кампањата дека особен интерес цела влада ќе има кон Прилеп и развојот на Прилеп во следниот период, значи очекувајте секојдневно многу повеќе проекти од ова што сега ги имам. Од она што неформално од информациите кои што доаѓаат од владата го знам дека интензивно се размислува тие средства исто така да се користат за инфраструктурата во државата. Јас се надевам дека конечно и ова влада ќе најде за згодно да поинтензивно работи на долго најавуваниот и долгогодишниот проект за изградба на хидроцентралата Чебрен и сметам дека и во таа насока одат размислувањата. Исклучително е важно дека и сериозно се размислува за осовременување и избогатување на патната и на железничката инфраструктура со овие средства кои што би дошле од таа најава за помош од британската влада.